One-on-one web content brought to you by Good Nature. Благодарам, толку аплауз сум немал одамна. Ова е за инает на жаре, знам. Една од најфасцинантните работи во животот мој е бебе, луѓе. Дали знаете што треба да се направи се за да се направи бебе? Што се смееш, човече? Треба се да се направи. Замисли, правиш свадба, се одиш другиот ден на вечера со роднините, све собрани и гледаш едно време тетка да ти вика само ајде. Што бе викам ајде? Ајде, што правите? Па ништо еве што правиме, малку одмараме. Ајде бебенце малку. Нема пауза, нема одмор, драги мои пријатели. Почнуваш да правиш бебе, значи се запнуваш, трчаш, мислам, вајда да има замисли на Facebook, на Google да напиш на пример 10 чекори како да се направи бебе. Вајда и тоа го има. Отвараш, например, прво климата треба да биде 23 степени, треба да биде расположена, треба да има желба од една страна, од друга страна. Ако двајца се со желба позитивни, машко испаѓа. Ако не се толку позитивни, женско. Не се лутете жените, значи. Мислам, целата работа за бебе стварно е малку комплицирана да се направи. И ти пробуваш 300 работи и на крајот си викаш ај спонтано ќе фати, знаеш, не е тешко. Порано како ги правеле, на пример, одат на нива, све во грмушката, се вршат работа, другиот ден таа е трудна. Сега е комплицирано. Значи, јадиме амерички батаци, глупости, се пробуваш, никако не фаќа, човече. Едно време си викаш, ајде, се е во ред, нема никаков проблем. По некое време, во еден момент само гледаш дека почнува да и се лоши на жената, викаш, добро, на добар пат сум. И во еден момент само таа ти вика, не, ми се лоши, што немам јадено. По некое време гледаш втор пат, трет пат, на тој датум, во тој ден треба да се направи менструација, 5-ти ден, 7-ми ден, вака, онака, се на крајот во еден момент само ја гледаш, вака стои. И викаш, тоа е тоа. Добро е, одиме понатаму. Одиш на доктор, нормално приватен доктор, одиш директно таму, викаш здраво, јас вика здраво, прам и гледа 500 денари земам. Значи не ми прави здраво, човече. Ја регнуваш директно, ја регнува, качува на тој боксот, почнува директно доктор бил, почнува ја пика раката, долу буричка, шо преш, човече? Доктор сум, шо има врска дека си доктор, кој сакаш биди? Тој ќе пика раката, тука нема шанса. Трет месец, четврт месец, мислам на интернет, ако се обседнеш има милиони онакви работи, коментари, совети како таја како трудна, како го доживува плодот, во плодот во кој момент на пример, во кој дел од месецот тој како се чувствува, дека во еден момент само се враќаш дома, гледаш пуштено Моцарт јачи. Шо преш човече со Моцарт? Тој ако слуша, значи Моцарт ќе биде многу интелигентен. Кој да слуша Моцарт? Бебето, кај е бебето? Значи бебето не постои, тој е фетус, значи тој е внатре. Ако тој слуша, и јас комуницирам со него. Како комуницираш? Шо збора? Еве го вика збора. Мама, мама. Тоа е тотално лудило, неверојатно нешто, значи. Како почнува четврт месец, петти месец, шести месец, ти одиш на доктор, во еден момент ти викаш здраво, здраво, 1500. Те молам, не ми прездраво, човече. Во еден момент ја качува таму и викат сега е моментот кога ќе го видиме на ехо. На ехо, како телевизор, ваков скрин, се пика раката, почнува да буричка, во еден момент се појавува едно како тесто и вакво пред. И ти си викаш само ова да не кошта уште 2000, значи. Што го видовме на телевизор. А таја, кога е бремена жената, во тој момент е многу чувствителна, хормони, работат едно, друго, трето, и во еден момент само таја ти вика, види го. Ти гледаш, тесто. Цел е на тебе. Фала. Да. Син ми личеше само кога беше на ехо на мен. И во еден момент се направи му чао. Не, направи му чао. И ти како идиот почнеш вака чао да правиш на нешто, вика во еден момент доктор, ајде да се гледаме, поздрав. Не ми прездраво, чао, се гледаме. Иначе, како што се наближува, 7-ми месец, 8-ми месец, 9-ти месец, тај 20 движи, готово, хаос, ти одиш ваму таму, во секој момент очекуваш дека ќе звони, во одреден момент само почнува да звони, креваш, вика, готово, водењакот пука, одиме, готово, ќе се пореѓам, почнуваш се јавуваш ке докторот таму како специјалци, сестрите спремни, ајде побрзо, ја пикаш кола, викаш, ајде, данга, попа, тука Арно има дупки за побрзо да се стимулира пораѓајот. Тој е проект на влада на Република Македонија. Како што одиш натаму? Па еве ги од владата представници. Од старата влада представници. Стигнуваш таму на видиш сите се спремни, качувај се горе, ајде диши, сега ќе направиш вака на 3 пати, ајде заедно. Тука има двајца сигурно што се молат од next time вака за успешен да е пораѓајот. Напнува, ајде, во одреден момент само напред. Главче и уста само.
И сите вака стојат и во одреден момент само вака. Колку и да си маж, колку и да си храбар, викаш. За ова се боревме. Се врати жената, ти вика брзо, цуцла. Тргнуваш одма директно бараш цуцла, стигнуваш таму, викаш има 500, од 1000 денари, од 1500 денари, дај ми од 500, бе, нема везе, појма нема бе. Му пика в уста, во еден момент бе, таман му пикнува в уста, вака пре. Во одреден момент таа ти вика брзо, следна цуцла, ова не е успешно, одиш на викаш дај, од 1000 дарка, таа нема везе. Ја земаш 1000 дарка, ја пика в уста, во еден момент. Викаш, матер човече, ајде, дај од 1500, дај готово. И почва, види, се што е мало е сладко. И како што расти бебето, клучните проблеми, што најголемиот проблем кој е? Да се покака. Тоа е настан, се појавуваш прв ден, како што направи? Не. Не е покака. Во депресија веќе втор ден, уште не. Трет ден, стигнуваш дома веќе слаби, готово се покака! Баба и уште мајка да се јави, ало, значи се покака малиот, успешно е све. Уште на телевизија дат, готово, син му на Маријан се покака. Значи, тоа е клучниот момент, клучната борба во тоа, како да се покака бебето. Уште дома да земат, уште да го пробат вкусот на гомното. Какво е? Има жолтеникава, златно-жолтеникава боја. Луѓе, на крајот на краиштата, нема поголема смисла од нашите деца. Еден ден ќе станат мажи кои ќе пијат по 15 пива на вечер. Како и да е, уживајте, среќни празници.